Почнувајќи од минатонеделниот вторник, ВМРО-ДПМН и нејзините симпатизери се коедневно блокираат дел од најголемите крстосници и булевари ширум Скопје. Една од тие крстосници е и оваа кај трговскиот центар Мавровка. Иако тие најавија дека ќе блокираат секој ден од 15 до 17 часот, веќе е 16:15, а блокадите и протестот воопшто не се ни започнати. За некои 40 на минути би требало и да завршат, но прашањето е дали воопшто и ќе почнат. Дека предвидените блокади воопшто не се случија, сведочат и овие снимки направени во 17 часот. Затоа пак час подоцна, приврзаниците на ВМРО-ДПМН пред Министерството за правда повторно протестираа против притворањето на инволвираните во инцидентите во собранието на 27 април. Денеска неизбежна тема беше и оставката на Никола Груевски. Има една заедничка позиција дека најважно ни е овој потек што е најавен да се случи и втората работа која што ни е приоритет е кохезијата во партијата да се зачува на едно високо ниво како што е и во сегашниот момент. Господа, добро вечер. Едно прашање кратко. Не може. Помеѓу нас собраните граѓани немаше големо расположение да се говори во камера за оставката. Очекувате ли вие од некој кандидат посебно дека би можел да ја врати партијата каде што беше и пред изборите? Партијата не е ни падната никаде подоле од изборите. Ние изборите 2016 декември не ги изгубивме, ние ги добивме. Така да, после тоа се е ова местенка со надворешни фактори. Ништо друго. Реториката на денешните говорници не се разликуваше од онаа на предходните. Главниот проблем е Република Македонија. Заради тоа што се подготвува сценарио за преименување на Република Македонија. Се подготвува сценарио за промена на историјата и идентитетот на Република Македонија. Се подготвува сценарио за промена на натрешното редување на Република Македонија. Ете затоа се сите овие апсења да се влее страв во граѓаните на Република Македонија. Господинот Никола Груевски! Во вчерашното обраќање пред владата, Груевски најави дека партијата преку закон ќе побара амнестија за учесниците во настаните од 27 април. Со сета осуда на насилството од поединци, со целосно сочувство кон оние кои беа физички нападнати или повредени, но земејќи ги во обзир и грешните чекови на власта, ВМРО-ДПМН предложи закон за амнестија на учесниците од инцидентот на 27 април 2017 и почеток на период за национално побирување. Затоа што овој реваншизам не води никаде. Доста е. Сите тие емоции, сето... За таква можност уште во мај говореше и председателот Ѓорѓе Иванов. Имајте предвид, ние 2001 имавме воен конфликт, па најдовме начин на помирување. Ако има доблес, новите пратеници во новиот состав на собранието, ако сакаат да делуваат на смирување на општеството, да покажат акт на добра волја и помирување, нека го направат тоа што беше направено после конфликтот 2001. Тога знаевме дека собранието амнестира воени злосторници. Каков е ставот на владеачката СДСМ за барањето за амнестија? Без малку целиот ден го поминавме и потрошивме обидувајќи се од СДСМ да добиеме став во врска со најавите на Никола Груевски дека ќе побара општа амнестија за учесниците во собраниските инциденти на 27 април. Александар Кирацовски не упати до прес-службата на партијата, оттаму не упатија кон Томислав Тунтев, координатор на собраниската партеничка група на Социјалдемократскиот сојуз. Тој се прогласи за ненадлежен да ни одговори и повторно не префрли кај партиската прес-служба. Од каде до овој момент не добивме никаков став.